Значи, господине Вешовиќ, ако знаеме дека Груевски премина од Македонија во Унгарија, Црна Гора е една од земјите каде што всушност и го издействувал својот транзит. Во Црна Гора помошта ја добил, како што се вели по официјалното соопштение на црногорските власти, со помош на заменикот амбасадор на Унгарија овде и конзулот. Може ли да се очекува било каква реакција од тукашните власти, од црногорските власти, за помошта која што му е пружена на Груевски од луѓето кои што се во оваа држава, односно заменик амбасадорот на Унгарија и консул? Па, мислим да би било природно, да би требало очекивати неку врсту протеста званична е Црна Гора, с обзиром на тоа да е очигледно дошло до, може ли се речи, можда чак и злоупотребе дипломатских овлашќења и дипломатски улоги кои су поменуте дипломати имале приликом омогуќавање бегства Николи Груевском преко Црна Горе за Маđarsku. Тоа е било една потpuno логична и разумна последица, меѓутим, имајујќи у виду ситуација у Црној Гори, специфично црногорско-маđarskih односа, а и досадашње поступки црногорски власти, ја лично не верувам да ќе они предузети неке дипломатски мере против починилаца овога дела. А у ширем смислу стварно сматрам да е заиста скандалозно да црногорска власт, односно да е Црна Гора послужила као уточиште, макар привремено, осуđenom политичару за бегство у едну чланицу Европske unije. Dakle, црногорска власт je очигледно tu bila vrlo neaktivna i nije uradila ono što je trebalo da radi, odnosno da spriječi njegov bijeg u Mađarsku i da ga učini dostupnim pravosudnim organima Makedonije. To je jedino logično rešenje koje je postojalo u datim okolnostima, a da li postoji mogućnost da se sada zaoštre crnogorsko-mađarski odnosi, zbog toga ja zaista to teško, vjerujem da će se do toga teško doći, ali da bi bilo neophodno da se protestuje, bilo bi definitivno.